од името на Националната агенција морам би сакала да позборувам за предизвикот на кој што не идовме кога веќе решивме дека треба една ваква картичка да воспоставиме. И како што обично бива кога има повеќе институции во приказната, секогаш е многу тешко координирањето. Значи, одите 3-4 напред, еден назад, па ќе се сопнете, па ќе се видите повторно. Меѓутоа, сето тоа е добро, затоа што ни овозможува да се преслушаме. Што е она што навистина можеме да го направиме и кое ќе донесе некакви придобивки за младите, не само во смисла и на пониски цени и на подобро испорачување на одредени услуги, току исто така и во смисла на подобрување на вашите, на младите, особено во делот на нивните вештини, нивните капацитети. Зошто влеговме овие две институции? Зошто се тие во приказната? Мислам дека е интересно прашање. Прво, затоа што на тој начин решивме да ги поделиме улогите. Агенцијата за спорт и млади е многу да кажам дека поуспешна во допирањето на оние кои што ќе ги испорачуваат услугите во Македонија во смисла на услуги како што ги спомена Дарко, и од самиот број на склучени договори гледате дека агенцијата навистина си ја завршила својата работа. Меѓутоа, Националната агенција е таа која што работи со млади луѓе, има бази на податоци кои што се однесуваат на млади луѓе и е собственик на тие бази на податоци. И има исто така сознанија за огромен број на обуки што се случуваат во странство, обуки кои што се случуваат во државата, вештини кои што стекнуваат во странство и во државата, меѓутоа исто така и поттикнува мобилност и на студенти и на други млади луѓе. Тие бази на податоци ние ќе ги користиме, се разбира, во ваша корист, за да можете вие да имате пристап и да го подобриме исто така таа мобилност и стекнувањето на тие вештини. Има тука еден друг дел од приказната, а тоа е евроинтеграциите. Знаете, веројатно, после последниот извештај кој што стигна дека се прават напори да се усогласиме со европските практики. Има нешто што вам како млади веројатно ви е многу добро познато, се вика Европас и Јутпас. Тоа значи дека после секоја обука кој што вие добивате некаква диплома во кој што се утврдуваат вештините кои што вие ги стекнавте и се уште, значи тие вештини, се уште тие сертификати кои што ги добиваме во Македонија, меѓутоа не е само Македонија исклучок, морам да кажам дека таков е случајот во цела Европа. Се уште не се доволно признати и се уште не им се добро познати на работодавачите. Со оглед на тоа дека Националната агенција планира во текот на следната година да започне процес на дигитализација, станува возможно, она што го спомна и премиерот, сите обуки што вие ќе ги добивате и во странство, и во државата, заедно со дефинирани резултати од учењето, да може да се наоѓа токму на оваа картичка. Тоа нас многу ќе ни олесни работата, затоа што во тој случај, кога вашите вештини се наоѓаат на една картичка, обраќањето кон работодавачот станува многу поедноставно. Сите вештини практично ќе ги имате тука и едно многу полесно ќе спроведиме сите обврски што произлегуваат од Европас и од Јутпас, меѓутоа исто така и вие како млади ќе знаете точно каде се наоѓате и како можете понатаму да напредувате во вашата кариера и да допрете до тие на кои што практично на вистина ќе им требате. Ова го кажувам и во рамките на актуелната политичка ситуација. Знаеме дека сега е вистинското време. Сега се носи законот за млади. Сега имаме гаранцијата за млади. Видовме пилотот дека покажува добри резултати. Видовме каде треба се коригираме. Видовме како тоа треба да го направиме на територијата на целата Македонија. И добрата вест во целова приказна е дека следната финансиска перспектива 2021-2027 задолжително ќе има еден дел кој што се вика Европска младинска гаранција. Значи, ние благовремено се пристројуваме сега кон новата европска рамка со сите овие инструменти кои што сега ги воведуваме, практично се пристројуваме кон нашата европска иднина. Се разбира, не живееме во заблуда дека јас и Дарко нема и понатаму да се караме за одредени работи и понатаму ќе се расправаме, меѓутоа тоа е гаранција за квалитет. Се додека има дебата и се додека има различно мислење, доаѓате во ситуација кога го одбирате совршеното решение. Се надевам дека по известно време ќе седиме повторно тука и ќе зборуваме за резултати кои што веќе се постигнати, со сета свест дека ќе имаме проблеми во имплементацијата, меѓутоа дека благовремено и ќе ги решаваме.
Благодарам на сите.